Еве ви сведок. Можете, ако има тамо негдека камери, на Теодосиго Логанов, кај Елена Лука раскрсницата што се вкрстуе со Теодосиго Логанов, кај што се вкрстуе со Рузвелтова, вчера, измеѓу 11:35 и 11:50 пред полноќ, најдете кои камери тамо работат, можете да го фатите говедото што помина на црвено светло, откако претходно возеше одгоре, идеше од кај од делот на Алумина према центар, значи. Од тој кол, по таа лента одеше. Значи возеше преку 100, гледам се доближува до семафори, нешто не намалува брзина, викам, нема ваljda ово на црвено да помине. Само малце подзакочи и помина на црвено светло. Тоа е она што го зборев у емисија само вистина. Джабе протести, джабе све, джабе ова, джабе она, додека законот, законските, додека казните за вакви сторители не станат драконски. 10 години минимум. Јас сега гледам петиција, се бараат, јавноста бара овој што ја уби Фросина од Неготино да го отсудат доживотен затвор. Тоа веднаш да ви кажам е невозможно, логички гледано и правно е невозможно тоа така да биде, но може казните да бидат драстично зголемени. Нека добие и 10 години. 10 години од животот поминат у затвор, на таа возраст да му помине цела младост, не е за ебанција. Тамо он ке се домрдне за домрднуење. Работата е шо после со него. Така да, зависи од тежината на случајот, казните според мене треба да бидат од 10 до 20 години робија. Зависи каков прекршок направил и под какви околности. Ја искрено на овој ми би му дал и 20 години. Но, ако добие и 10 вакви околности, со ваков кривичен, ја не знам дали може да добие 10 години, не ме држете за збор, не се разберам толку од кривичниот закон. Тоа е една работа. Втора работа. Имам мој втори или трет братучет кој што работеше во Џибути. Знаете кај е Џибути у Африка? Еве, он ми е Facebook пријател, може да го искоментира ова што ќе го кажам сега. Значи Џибути, Африка. Ама си бил син на министер, си бил син на не знам кој тамо, си бил син на генерал у војска, си бил на син на тајкун, на бизнисмен, нафташ, појма немам што. Те фатат ли градска вожња над дозволената брзина? Ги знаете тамо со ние полицајците, со ние големите бамбусови стапови 2 метра што се. Ви текна на сликата кој ќе ви кажам. Африка, црномурести полицајци, бамбусови стапови, тоа е у Џибути. Може и у некоја друга земја има, ама Џибути се најкарактеристични. И викате фаќа за возење со недозволена брзина. И вика, ти зима податоци. И те става у компјутер. Добро. Ке те пушти, нема ништо да ти направи, ке ти рече само друг пат ова да не се повтори. Итн. Воспитно поправно делување. И ти одиш, син на министр, без разлика кој мислам. Него сакам да кажам, нема затварање очи пред потекло на одредени прекршители во сообраќајот. Те фаќаат втор пат. Возиш над дозволената брзина у град. И те проверува на компјутер и тамо пишува Петре Петревски истиот прекршок возел со толку брзина го направил пред 2 месеци. Значи, не те зимаат со нив нешто у суд, па казна да ти пише, па устан. Не. Само вака те вадат од кола, тука те легнуваат и 4 полицајци со тие бамбусовите стапови маваат по тебе вака. Маваат. Бумбар ќе те направат. Ке те джигеросаат.
И така джигеросан, после те носат кај судија. Нема, вика, тамо. Нема, ама ти знаеш, татко ми, кој, ама чекај, дозволи да се јавам на телефон, да се јавам. Телефонот у гъски ти го набутава. Нема протекции. Тоа е една работа. Втора работа. Исто сведок. Од моје искуство. 86-7 година. Ја живеам у аеродром. Аеродромци. Јане Сандански булеварот не беше пуштен. Се одеше, трасата беше по тие уличките покрај Рулет Кафанава, позади практично, па доаѓаш кај железничка вамо и се приклучуваш натака да одиш. Копилјаци, имаше еден у зграда, постар од мене една година, многу беше пасија, му беа коли, татко му фичо, нонстоп у фичото седеше, или седевме зимно време, пошто кој немаше каде, седевме у фичото и тука нешто вежбавме брзини, прва, втора, трета. Ја никад не ми беа пасија мен толку колите, но еден ден, мислам дека беше некој или есенски или пролетен ден, нешто врнеше, и као у кола нешто седиме, пошто врнеш и као ја пали колава, демек ја краде, немаше појма татко му. И ја краде, демек секојаш така ќе сврти кругче. Но проблем беше што не работеше добро кочницата. И типчево, што и ни татко му не ја возеше тогаш, и типчево кочеше со помош на рачна кочница. Замислете и ние, деца на кој на 13, кој на 14 години, замислете мозокот на кој ниво ни бил. Да седиме у кола, да не вози типче кој што има 14 години ни В од возачка дозвола, ни с аеродром. Јас да ви кажам, тогаш аеродром беше ова. Не беше толку фреквентен со коли као денес. И негде тамо, кај школото Владимир Назор, сега не знам како се вика, Блаже Конески, нешо овој запре, не знам од кој причини, дали некој чекавме или сакаше на некој другар нешто да му каже, појма неам, и доаѓа милицаец у тоа време, не полицаец, милицаец. И не видел да изгледа у кола деца. Здраво, вика, дечки, возачка, каква возачка неам. Ај, вика, му вика на тој што седи на сувозачко, му вика, седни позади, седи ти тамо, на сувозачкото, демек Цајканов да влезе у кола, да носи колата у пролече у полициска. Тамо е сообраќајната, исто ова полиција. И влага у кола. И овој му кажува, ама види, вика, кочницата доле не работи добро, вика, и малцина ручна, вика, мора да крене. И му вика, што? На ручна? И вака пробај со ногата, луфта кочницана, што да ви кажам? Значи, полуде милицаецот. Стана, го извлече од возачко, кај што е место во вратава, излезов за возачо, кој седи на су... Значи, не отиде тамо врата да му отвори да... Од тука го извлече. Таков ќутек. Значи, ние не можевме да гледаме. Уше малце со боксо и што не го мааше. Значи, такви шамарчини, колоци кревање. На крај го збута пауз на со возачко место. Седна, се јави да дојде тамо, не знам, шлеп, служба или појма, немам колава да ова. И му побара податоци, тогаш немаше мобилни фиксни броеви за татко. Да му јави. Од татко му каков ќутек јадеше. Ја мислам дека татко му потешки телесни повреди му нанесе од полицајцов, а полицајцов, тоест милицајцов до тоа време доста крвнички го тепаше. Е сега замислете дека има на таа возраст децата се и бетер него што сме биле ние. Оти ние па сме имале од некого страф. Овие немале од никого страф. Тоест овие денес немаат од никого страф.
Тоа скантано фичи у тоа време можеше да го вози 30-40 на саат. Не поише. Еве ви кажувам, ја мислам дека и толку негде го возеше, тоа 50 ако кренеше, тоа беше прослава, банкет у кола. Значи не можеше толку да крене. Значи денес немаат копилјациве веќе страф од никого, немаат авторитети. Затоа не ќе мова да звучи така, но мора системот да стане многу по-ригорозен, многу по-брутален кон сите прекршители на јавниот ред и мир, на безбедноста во сообраќајот, да не зборам за некои потешки работи. Мора. Тоа може да отиде у некоја крајност утре, но ја мислам за овој народ, со ваква социјална култура, што го зборев и во само вистина. Тоест, без социјална култура во себе, без никакви вредности, морални принципи, мора да го доведеш во ред само со страф. Со страф од казни и со страф од брутална сила. Удри му го ќутекот тука, да не ти е гајле ни чив сине, ни што сине, ќутекот. Па нека проба. Следниот пут 20 години робија. Оти, ваквите копилјаци, кои што немаат грам совест, кои што од дома не успел никој да им сади контрола, умереност, одговорност, совест, свест. Верувајте дека тие не се никаат. Па тој, ја затоа викав, треба да се оквалификува делото, оваквите дела од овој тип, како што овој Младичов го направи кон Малава Фросина од Неготина. Треба да се оквалификуваат како убиство со предумисла. Без разлика ти што не си знаел дали ќе удриш у некого, дали тој поминува на пешачки, дали ќе го удриш на црвено или не на црвено, дали е тој млад човек, стар човек. Ти со самото тоа што влегуваш во кола со 2-3 промили алкохол, што возиш 200-150 на саат, што проаѓаш на црвено на семафор, кој тој вчера будалата кај Теодоси Гологанов, кај Рузвелтова раскрсницава, што кај Елена Лука. Ти со самото тоа бре како да имаш подсвесна потреба да убиеш некого, само што не знаеш кој е тој. Ама ти плански влагаш у кола да возиш така. Може некој ќе ти рече и немој бе, многу испи многу. Не бе, ти кај влагаш пијан да возиш? Кај не лазиш како мравка, него возиш 150 на сат пијан, кај што рефлексите ти се успорени 8-кратно, 10-кратно. Возиш 150 на сат без на ауто. Кај што резен човек па на 150 км и добар возач па тешко би го исконтролирал у некоја изненадна ситуација. Затоа треба да бидат драстични казните. Таквите луѓе, оваквите несовесни возачи, верувајте ми, совест нив не ги гризе. Ги заболе онаа работа кој ќе излезат од затвор. Ке гледа само што побрзо да излезе во затвор, е така како што е корумпиран системот, ке потплати овој, добро однесување во затворот, овој исполнувал сите задачи, бил одговорен, бил ова, бил ова, нема да лежи, пример, ако го сута 10, нема да лежи 10, ке излезе за 5. За 6, рецим. Ама он ке излезе. И ке си го среди животот. Особено ако е од добро стоеча фамилија, работа ке му најдат или фирма, но кај татко му, кај мајка му, ако е од такви некои. Па ке си вози добра колица, пички, Дом Периньон, виски, ово, оно, забава, ке се ожени утре, ке има деца.
некогаш некаде у позадина на свест ќе му текне дека некогаш утепал, изгасил млад човечки живот ради неговата раскалашеност, бахатост. Толку. Особено ви викам ако се работи у случај кога криминогено типче, кој што било вплеткано во други кривични дела во ова. Тогаш државата не треба да има милост кон таквите. Никаква милост. И за тоа што не му е досудено до сега, и за тоа досуди му. 20 години, ајде. Ки искочиш на 40 и кусур, ни вамо ни тамо. И твојот живот уништен. Така што тешко е на оваа тема која ќе се случи веќе работата човек да се прави паметен, да биде паметен, викаат после војна сите се генерали. Ама мора на ова крај да му се воведе. Ви кажам, се деси со Фросина следниот ден, нели, удриот човек избегал и едниот, другиот појмани избегале вамо тамо. Нападнато дете во автобус од чопор, од група. Не знам искрено моментов дали од националистички етнички побуди и така натам. Не знам, небитно. Вчера јас бев сведок. Само вратете ги камерите од 11:35 вечерта до 11:45. Било кој камери што работат кај од Досиго Логанов што го имаат во кадар. Ке го видите говедото. Ке го видите. Мртов, ладен. Стојат коли на црвено, тој си ја фати третата лента. Си помина на црвено светло. Замисли таква будала идеш од друга страна со кола, унутра деца имаш у колата она. Замислите залепи од страна со таа брзина. Машина за мелење месо у кола ќе ти влезе. Пошто тие се големи коли, габаритни, бесни. Ви, како се вика тоа? Кога ќе чуете вака сведок, глас како у дојава, како го вика тоа, се не ми текне. Тешко нас ако не ни дое памет у глава. А пошто нашиот памет за несреќа кај мнозинството е у гзот, од гз у глава памето за да го дотераш само така треба. Со чутек и со казни, никако другачи. Имајте убав ден и надевајте се, отварајте 4 очи, 16 очи на зелено светло за пешаци кои проаѓате и кои проаѓате на зелено со коли. Тоа ја на сите сум им го зборел и на моите деца. Оти овде живее стока, не живее народ. Особено кој упрашање се обраќаат. Многу стока седи позади волан и управува со моторни возила. Пријатно.